Благодарам. Барам точката 33 од дневниот ред да се постави на позиција број 1. Тоа е точка Годишен извештај за работа на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација за 2022 година. Зошто ова го барам? Затоа што дискриминацијата во Република Македонија ни стана секојдневие, ни се случува секој ден, секој час, секоја минута. Имаме дискриминација при толкување и повикување на деловник, имаме дискриминација при увидот во договорот со Бехтел Јенка, има дискриминација останатите пратеници од оние привилегираните 22 кои што наводно го виделе овој договор, никој не знаеме дали, како, кога и зошто. Имаме дискриминација кога само еден кандидат е пријавен за член на Советот на јавни обвинители, кога истиот тој еден член за кандидат во Совет на јавни обвинители е пријавен и за второто место како кандидат. Понатаму имаме дискриминација кај неправедно осудените во Република Македонија, кај политички гонетите, кај третманот на Гордана Јанкуловска во затворите, конечно дискриминирана и оваа говорница и ова собрание, бидејќи во неа и од неа голем број на пратеници говорат невистини и работат спротивно на гласачите кои што тука ги испратиле, и конечно деновиве видовме дека е дискриминирана и Европската Унија, бидејќи овде власта, пратениците на власта постапуваат спротивно на насоките, на препораките, на критиките, би рекла токму од Европската Унија. Можам да напоменувам уште мноштво на дискриминации во нашето секојдневие, дали за пациенти, дали за доктори, дали за сестри, дали за деца, дали за ученици, дали за наставници, дали за земјоделци, дали за пензионери, и токму не случајно барам да се разговара по точката за дискриминација токму како прва на оваа седница, бидејќи ако во 2022 година биле поднесени 248 представки за извршена дискриминација, можам да замислам што ќе се случи со извештајот за оваа 2023 година, можеби ќе ни требаат 6 месеци за истиот детално да го разгледаме. Но додека ние овде трошиме време, како што ете и председателот кажа, повеќе од час и половина сме говореле за измена и дополна на дневен ред, некој од друга страна си печали пари. Но печалба значи да се заработуваат пари во туѓа држава. За жал, овде пратеници, односно оние кои што се во владата, им диктирале на некои пратеници да подпишуваат нешто што не знаат што подпишале, печалат пари на сметка на македонските граѓани. Ете, ова е класична дискриминација и токму затоа сметам дека треба да се дискутира за ова. Колега Митрески, црвените елеци, зачувајте ги можеби со кајче, че веслате како привилегиран во Охридско езеро за некоја година кога ќе одговарате за сето ова. Благодарам.